криминалци кои што го пале албанското знаме. Зато викам, јас сум против како човек и демократ да се пали какво и да било знаме. И полицијата воопшто дозволи ова да се случи. Не знам зошто дозволи да се случи, но веројатно, како што кажав, министерот е неспособен и да си даде оставка со неговиот заменик министер, бидејќи двата за ништо не ги бива и се разбери други кои што се одговорни. Би сакал да ве запрашам околу изборните единици. Дали сметате дека Македонија треба да биде една изборна единица и зошто? Македонија не само што треба да биде една изборна единица, туку ние треба тотално да го промениме криминалниот изборен закон. Ајде да почнеме со една изборна единица. Зошто? Затоа што ние во Македонија сега имаме 6 изборни единици. И вие може да добиете 30, 20, 40 илјади гласови, а да немате еден пратеник. Да ви се поделени во овие 6 изборни единици, а да кажеме просек по секоја изборна единица да е потребно да имате 7.000 гласа минимум. Така, и повеќе. Значи, тоа е катастрофа број 1 и број 2 пак ја делиме Македонија. Зошто ја делиме Македонија? Ова е направено од политичарите, од одредена група на политичари и политички партии, национални политички партии, за да си имаат своји бенефици, за полесно да можат да манипулираат, бидејќи 6 изборни единици, Македонија е мала држава територијално, така? Да. Не е Русија, Америка и Кина, луѓе тие се огромни држави. Порано сме биле големи. И таму има една изборна единица. Не можете да замислите пола свет, скоро е Русија или Америка и така натаму. И јас велам дека една изборна единица за да може кога одиме на гласање, независно дали некој гласа во Гевгелија или во Тетово, Гостивар или Куманово, тој глас да си се брои за таа партија и тие учесници што учествуваат на избори. Впрочем, помалите партии повеќе добиваат со една изборна единица и е поферс, така, ако ве сватив. Па се разбира дека е ради тоа и од овие поголеми криминални партии, јас што ги викам, тие на еден легален начин си во собрание си седна и си донесоа закон, изборен закон кој што е криминален. Го легализира. Сега да додам нешто за да биде малце појасно. Значи, покрај една изборна единица, ние мора да имаме отворени листи. Отворени листи за некој што не знае е многу едноставно. Не се гласа повеќе за партии, кога имаш отворени листи, одиш го бараш човек кој го заокружуваш. Пример, Јорго Огненовски, и знаат луѓето дека е чесен, добар, знаат луѓето дека има огромно искуство, дека може добро да направи професионалец и тој ќе работи ако го избират, како еве зборувам за мене или за друга личност, ќе работи за сите граѓани, нема да работи по некоја си наводна националност, што е лажно, бидејќи овие национални политички партии се докажа и покажа дека се криминални и дека тие не работат ни за македонците, албанците, турците, ромите и бошјаците. Не, тие си работат само за себе. Второ, покрај една изборна единица да имаме отворени листи. Многу е важно, значи многу важно подеднакво треба да се распоредат финансите за сите учесници на изборите, бидејќи изборите кога се почнува со нови избори се почнува нула, никој нема предност. Тие викат ние добиваме милиони бидејќи имавме пратеници. Не, вие имавте. Сега немате, сега почуваме од нула. Тоа е исто како некој што олимписки победник или светски победник да добие предност огромна и пак да стане светски победник. Значи секој почнува од нула. Јусин Болт да стартува 30 метри пред сите и не, уште полоше од 90. Само 10 метра да истрче и ќе биде уште 100 години олимписки победник и на старост, но друга работа што е многу важна, што луѓето треба да го знаат. Треба да се спречат криминалните избори. Нас не ни се потребни нефер, недемократски избори, кои што се спроведувани од криминалци и политичари и се разбира кога тие ги спроведуваат и победуваат, што добиваме на власт криминалци. Значи, нас тоа не ни треба. На Македонија му треба поштени, честни граѓани кои што ќе почнат да се занимаваат со политика и ќе му помогнат нова држава и новај народ.
Значи, тоа треба, а најважно по моје мислење од овие сите точки е да се спречат криминалните избори и тоа може да се постигне кога на секое избирачко место во Македонија ќе се постави камера над кутијата горе и ќе снима почетокот како луѓето ставаат ливчина, нема да ги снима луѓето, нема потреба лицето и така натаму. И кога ќе се отвори кутијата, ќе се бројат, ќе се покажуваат пред камерата и во секунда ќе се знае кој колку гласови има во сите избирачки места. Бидејќи постои таква технологија, не можеш да украдеш ништо. Кој ќе го отвориш ливчето, ќе го покажеш, го ставаш после на друга страна, камерата све се гледа, може да се провери ако има нерегуларности и еднаш за секогаш да имаме фер и демократски избори како што заслужуваме, а не да дозволуваме 33 години криминалци да ги подкупуваат граѓаните, заплашуваат граѓаните, а да не зборувам вработените од преку 150.000 во јавните и установи, каде што се вработени и се уценети секојдневно да трчат за партии и да ги трошат нашите пари, за да пак тие криминални партии дојдат на власт. Што мислите, дали партиите треба да коалицираат, околу коалицирањето сака да ја запрашам, пред избори или по изборните резултати? Заради тоа што знаеме сите дека денеска имаме многу идеолошко спротивни коалиции, само кога да се земе место. Што мислите вие околу се ова? Па најдобро би било да ние во Македонија да нема коалицирање. Пример, погледнете СДС, ДПМН, шо прави, се фалат пред избори, имаме 25, имаме 30, имаме 19 партии во коалиција и со тоа покажуваат сила. А нормално, од повеќе овие партии се партал партии, ја шо ги викам, и да не речам сите, бидејќи нема еден чесен човек во нив, кој што, почнувајќи од председателот и таму таа структура, наводно сите изигруваат честни додека седнат на фотелја. Кој ќе седнат на фотелја, гледате самите, искуството кажува во 33 години, ја исплачкаа, уништија Македонија и резултатите се што? Како врвно образование немаме, врвно здравство немаме, врвна економија немаме. Младите останаја тука, имаме светски научици кои што допринесуваат за светот тука. Не, треба да заминат во странство нашите интелигентни млади луѓе и за да бидат светски научици и да не така да Образование спомнавте, ние до вчера немавме книги, а не па да е тоа светско. Нажалост, дојде време денеска да се радуваме што нашите ученици почнале да учат од учебници. Неколку години нема. Зборам за македонците. Албанците има. Зборам во нашата држава, Република Македонија. Видете една работа. Образованието е уништено. Кој да дојде на власт, експерименти прави. Значи се знае во светот во кој држави има светско образование, бидејќи во која држава се ваѓаат најдобри ученици. Значи треба само да се копира и да се прилагоди на наши услови. Така да ние немаме образование, ние имаме во Македонија образование каде што е инфицирано со тежок криминал, се купуваат дипломи, се продаваат дипломи, одредени професори и нивни соработници се богатат, за да ние имаме лекари, економисти, правници и што не друго, со купени дипломи и не дај Боже да одиш на болница, што ми вика една професорка од медицински факултет, вика кој ќе одам во пензија, да ти е страв, вика нема можда да ме познаваат кој ќе ме лечи. Па реков ќе си одиш во приватните болници, таму има подобри лекари. Значи ние сме ужас. И затоа велам дека многу треба да пазиме кого поддржуваме, во која партија стануваме членови, кои политичари поддржуваме. Околу партиските ветување малку за време на избори. До кога, дали на крајот од денот ние ќе доживееме ден да не слушаме од двете најголеми партии поединци да излегуваат на митинг и да велат ти го украде тоа, тој да му врати ти го украде тоа. Никој не негира дека украл, него само со такви би кажал прости навреди кој што украл и ние народот фактички гледаме кој што украл и уште гласаме. Има ли ден да излезе на митинг и да каже програмата ми е таја?
Јас се залагам за тоа. Не што украл ВМРО, што украл значи да си се гледа себе си и да си ја каже буквално собствената програма, а не да напаѓа други. Ќе го доживееме ли ние ово? Ќе го доживееме и го живееме, само треба да се посвети внимание што демократи зборуваат. Вако, ние секогаш гледаме